До мене е веќе и Душко Ѓоргиевски, кој што дел од концертот, кој што се одржа во Злетово по повод празникот Илинден. Како поминавте на самиот настап во Злетово? Па одлично, мислам дека додека има вакви настани, Македонија ќе биде жива. Воедно користам ова прилика да го честитам најголемиот македонски празник на сите православни христијани, македонци и сите останати. Што на што го правите во моментот на поле на музиката? Па на музиката ми следи настап на фестивалот Лешок, во кај манастирот Лешок, една убава македонска ново компонирана песна. Се надевам дека ќе го најде патот до срцата на мојата публика. Морам да открам, можеби нашите гледачи знаат, вие потекнувате од Свети Николе. Живеете во Скопје. Колку често одите во Свети Николе, бидејќи Свети Николе Пробиштип не е многу далеку? Па во Свети Николе имам сестра и повремено одам таму. Инаку еве уште еден куриозитет, мојата баба по мајка потекнува од Долни Стубол. Пробиштипско, да? Да, и некако ова публика ми е многу блиска по своите навики и карактерни особини. Така да, Источна Македонија ми е во срцето секогаш. Еве, вие покрај тоа што се занимавате долги години со музика, вашата професија, воедно вие сте адвокат. Па дали ова значи дека повремено на вашите клиенти подпевнувате кога доаѓаат во канцеларија? Па не секогаш се весели тие работи кога има некој спор, меѓутоа музиката, верувајте, е начин за да се пребродат многу тешки моменти во животот. И мислам дека покрај македонската црква и музиката е еден елемент кој што одржува една нација да ги чува своите корени, да ги негува своите корени и својата музика. Вие сте адвокат, вие сте долги години музичар и имате уште една трета работа која што се занимавате. Ќе откриете? Која е таа трета работа? Сега и мене ме изненада. Дознав дека се занимавате нешто со графирање со дрво. Или сум во грешка? Не, точно изработувам некои изработки од дрво, меѓутоа еве да откриам уште една, кога спомна трета работа, значи за време на короната размислував што можам како граѓанин на Македонија, како патриот со родолюбиви чувства да направам. И тогаш се формира Сдружение на граѓани Фолконика, кое што досега издаде околу 10 сликовници за деца. Слушам кај шумат шумите, Елено Керко, Јовано Јованке. Преку тоа се трудиме на тој начин на најмладата публика да им ги доближиме народните песни, да ги осеќаат во срцето многу повеќе од се друго што е од страна, затоа што верувајте дека тоа ни е најпотребно. Да спомнавме две професии, еве и трета. Морам да ве прашам, кога се чувствувате најдобро? Кога пеете, кога сте во канцеларија или? Па секоја професија си има своји предизвици и своји задоволства. Се чувствувам убаво секогаш кога ќе имам успех во работата и се трудам секогаш тоа да биде било што да биде одработено на професионален начин, на моје задоволство и на задоволство на клиентите, на задоволство на ова публика која што е овде присутна. Мислам дека музиката е најдобар начин да им се допре до срцата на луѓето. Што е она што, еве, ќе ни откриете што во моментот работите на музичко поле? Дали подготвувате некоја нова песна или можеби настап на некој од фестивалите во Македонија? Па да, спомнав пред малку на фестивалот Лешок имам една песна која што е интересна, убава македонска, ново компонирана песна. Така што тоа е во најблиска иднина што се работи. Со Фолконика исто така се спрема ново издание на сликовница кој што треба на есен да излезе кога ќе почне школската година и така. Ви па сакам пријатен представ вечер овде во Злетово. Благодарам, поздрав до гледачите.